Благодарам, председателе. Почитувани пратеници, почитувана македонска јавност, од почетокот на оваа седница може сите да видат во Република Македонија како во ова собрание се крши деловникот и како се спроведува селективно така како што му одговара на владеачкото мнозинство и на председателот на ова собрание. Јас, согласно член 77 од деловникот на Собранието на Република Македонија за измена и дополнување на овој дневен ред, предлагам точката број 27, а тоа е годишниот извештај за работата на јавното радиодифузно предпријатие Македонска радиотелевизија за 2021 година да биде точка број 8. Мислам дека беше наредна или точка број 9. Бидејќи станува збор за значаен извештај од кој се гледа каков е односот на оваа влада кон Македонската радиотелевизија од кога е дојдена на власт, во него може да се види со какви проблеми се соочува ова радиодифузно предпријатие околу финансирањето на ова радиодифузно предпријатие од страна на владата, односно од буџетот, односно дека не се финансира доволно. И не само овој извештај, туку и останатите извештаи кои се на дневен ред, мислам дека треба да имаат приоритет при разгледување и треба да се во првите точки од дневниот ред, а не да се оставаат да бидат последни заедно со, мислам, и на извештаите што беа за Државната изборна комисија за спречување корупција, извештајот за народниот правобранител, извештајот на судскиот совет и сите останати. Од првиот предложениот дневен ред можевме да видиме дека ваквите извештаи сте ги ставиле во последните точки, па ние требаше да реагираме за овие точки, да им дадеме приоритет, затоа што треба да им дадеме на приоритет на овие извештаи да се разгледаат. Јас не можам да разберам зошто бегате од овие извештаи и немате многу волја да се дискутира за истите. Тоа е затоа што во овие извештаи се гледа целото ваше криминално водење и корупција и корупцијата на владата што ја спроведува. Да ве потсетам дека пред да дојдете на власт ветувавте многу, ветувавте живот за сите дека ќе донесете, а донесете